Дневник на телевизија Плюс. Еве што ќе гледате. Ќе го доведе ли УЈП градот до еколошка катастрофа? МВР ќе поднесе кривична пријава за насилство против председателот на СДСМ Куманово. Продолжи судењето за малиот Алмир. Управата за јавни приходи ги блокираше финансиите на јавното претпријатие Чистото и зеленило поради активирање на камата од долг стар повеќе од 10 години. Како што потенцираше денеска директорот Сашо Петрушевски, блокадата на УЈП може да го доведе градот до еколошка катастрофа. Со решение за присилна наплата од страна на Управата за јавни приходи, веќе 10 дена е блокирано јавното претпријатие Чистота и зеленило поради репрограмиран долг од 21 милион денари, како и камата од 37 милиони денари. Ваквата одлука го доведува во прашање функционирањето на ова јавно претпријатие, а менаџерскиот тим на чело со директорот Сашо Петрушевски вели дека ова е селективно постапување од страна на управата, кое ќе го доведе во прашање изнесувањето на сметот, погребувањето на починатите лица и ќе направи еколошка катастрофа во градот. Селективноста на ова одлука на Управа за јавни приходи и покрај тоа што ние се обративме до нив, баравме решение како да го исплатиме долгот, бидејќи се работи за долг постар од 10 до 15 години, каде што јавно претпријатие за активниот долг има исплатено за овие 5 години 23 милиони 625 илјади денари, кон Управа за јавни приходи и редовниот долг го сервисира месечно. Значи немаме никаков активен долг. Овој долг од репрограм која Влада на Република Македонија е донесен 2010 година на 10 години, со тоа што уште трае периодот на репрограмирањето, меѓутоа затоа што не сме платиле рата, ни го скинаа репрограмот и не рачунат камата на целиот репрограм. Што ние како јавно претпријатие поведовме управен спор. Според менаџерскиот тим се чека решение од управниот спор за судската постапка која Управата за јавни приходи ја има кон претпријатието од 2007 година за износ од 45 милиони денари. Одлуката за репрограм требало да го прекине спорот, но од непознати причини судската постапка се уште е активна. Им нудевме разноразни решенија по било кој основ за да може јавно претпријатие да функционира нормално. Не најдовме на никакво разбирање. Тука се луѓе од Управа за приходи попишуваат и долгови кон фирмите кои должат на јавно претпријатие, значи една оркестрирана работа од Управа за приходи и од Министерство за финанси, се со една цел да се нанесе штета на јавно претпријатие и на општина Куманово. Како што посочи првиот човек на општината Зоран Дамјановски, ова е оркестрирано од институции под контрола на кадри од партијата во заминување, со цел да се направи криза во градот. Нашите усилби беа да ги замолиме органите на третата власт, тоа е судскиот систем, да ни дозволи барем еден процес на задолжителна резерва кој го користиме во вакви прилики за обавување на витални функции, бидејќи знаете од ова претпријатие обавува функции од витални здравствено-хигиенски услови за живот во градот. Не добивме позитивен одговор, се годиме на втора инстанца, ќе се бориме максимум со сите расположливи средства да дојдеме до реална развршница. Апелирам до совеста на сите релевантни фактори пред се на судската власт да направат помак да градот на некој начин, во најголема општина во Македонија, да добие оноа што го заслужува, барем законска норма за задолжителна резерва со што ќе сме во функција до конечна разрешница на политичка сцена. Според градоначалникот, додека нема разрешница на политичката криза, ќе нема нормализација на овие процеси. Ги замоли граѓаните за разбирање, а менаџерскиот тим ќе се бори Куманово да не ја доживее еколошката хаварија како пред 10 години. Министерството за внатрешни работи ќе поднесе кривична пријава против председателот на Општинскиот комитет на СДСМ Куманово поради сторено кривично дело насилство. Од Министерството велат дека МК на 21 месецов нападнал учесник на протестот за заедничка Македонија при што му нанел телесни повреди.
Министерството за внатрешни работи ќе поднесе кривична пријава за извршено кривично дело насилство против првиот човек на Општинскиот комитет на СДСМ Куманово. Во соопштенијето од секторот за внатрешни работи стои: на ден 21.3.2017 година, околу 19 часот и 40 минути по завршување на протестниот марш за заедничка Македонија во централното градско подречје во Куманово, поточно на улицата Илинденска пред зградата на поранешен комитет, а сегашен угостителски објект Корзо, при заминување на тракторите кои учествувале во маршот, истите биле пресретнати од лицето МК, 34 годишен од Куманово, председател на Општинскиот комитет на СДСМ, кој се нафрлил на првиот трактор и удирајќи по тракторот управуван од РЦ, 56 годишен од село Пчиња, му упатил разни навредливи зборови. Потоа МК се упатил и кон вториот трактор управуван од НМ, 23 годишен од селото Пчиња Кумановско, и без никаков повод и причина го навредувал, го повлекол од тракторот и физички го нападнал, удирајќи го со тупаници во пределот на телото, а при тоа нанесувајќи му телесни повреди, контузија на вратна кичма. Од страна на полициските службеници од СВР Куманово се преземени мерки и активности за расчистување на настанот, при што лицето МК е приведен во просториите на СВР Куманово. Извршено е алкотестирање над истиот, при што се утврдени 1,47 промили алкохол во крвта. По целосно документирање и расчистување на настанот до основното јавно обвинителство Куманово ќе биде поднесена кривична пријава за извршено кривично дело насилство, стои во соопштенијето од секторот за внатрешни работи Куманово. Кога го прашавме за коментар, председателот на Општинската организација СДСМ Куманово со видно изненадена реакција рече дека првин мора да се консултира со својот адвокат, пошто ќе следува и соодветен одговор. Советничката група на коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ побара итна седница на Советот на Општината поради, како што рекоа, актуелните проблеми во градот. Како советничка група на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, уште еднаш предупредуваме и стоиме на ставот дека на Советот му е потребна итна седница за решавање на проблемите за кои во меѓувреме се извинувам, бевте запознаени. Уште еднаш апелираме до градоначалникот, тоест до председателот на Советот, подитно да закаже вонредна седница за разрешување на настанатите проблеми. Граѓаните се запознаени за кои проблеми се работи, каде што ќе дојде на прашање и за директорот и за инцидентот кој се случи после мировниот марш, така да едноставно ни е потребна итна седница за да ги доведеме работите на ниво на кое треба овој град да има, тоа смирување на сите тензии. Во Основниот суд Куманово денеска продолжи судскиот процес за малиот Алмир, кој лани беше прегазен од обвинетиот Бобан Илич. На рочиштето исказ даде вештото лице од клиниката за психијатрија од Скопје, кој учествувал во изработка на вештачењето. Адвокатите на семејството Алију и на тројцата обвинети за насилство бараат дополнително вештачење и најстрога казна за обвинетиот. Обвинетиот за убиство со умисла на 4-годишниот Алмир, кумановецот Бобан Илич, во тој момент бил во состојба на сочувана свест, бил во можност да управува со своите постапки, но истите делумно биле ограничени поради афект на страв и доживување закана за физичкиот интегритет, рече на денешното рочиште невропсихијатарот кој учествувал во изработка на вештачењето. Според вештото лице, во случајов немало елементи на умисла, бидејќи обвинетиот не се наоѓал во привремено душевно расстройство, ниту пак е психопатска личност. Наспроти ова, адвокатите на семејството Алију и на тројцата обвинети за насилство смета дека психијатриското вештачење е нецелосно и бара дополнително вештачење. Вештото лице кој што денеска беше сослушано и самиот изнесе дека не ги имал сите докази кои што се предочени од моја страна, тоа дава и показател дека навистина можеме да се посомневаме во селективноста на изработката на самото вештачење, бидејќи од тие докази кои што ги има одбраната, поточно јас како адвокат на фамилијата Алију, произлегува сосема нешто другачие. И затоа јас барам од судот и од обвинителството, поточно од овластениот подносител на барањето на вештачење, да се дополни тоа вештачење, доколку не, тогаш ние како адвокати во дополнение да доказна постапка ќе ангажираме стручни, ќе ги ангажираме најдобрите вешти лица во Република Македонија, се во насока на откривање на вистината
на овој случај. Очекуваме благовремено основниот јавен обвинител да поднесе предлог за дополнение на истото и сметаме дека во наредната главна расправа ќе имаме едно друго сеопфатно и поцелосно вештачење. Адвокатите на семејството Алију бараат најстрога затворска казна за 30-годишниот Илиќ. Адвокатот на прво обвинетиот Стеван Павлевски пред судот рече дека во целост се согласува со исказот и извештајот на вештото лице. Немилиот настан се случи на 26 јуни минатата година по расправија за чекање ред во Кумановскиот здравствен дом. Сега обвинетиот се товари дека намерно го прегазил 4-годишното дете, кое како последица на нанесените повреди почина една недела по несреќата. Српската заедница во Македонија денеска одбележа 18 години од бомбардирањето на НАТО врз Југославија. Членовите на заедницата за помен на паднатите жртви запалија свеќи во црквата Света Тројца. Представници на српската заедница во Македонија денеска во црквата Света Тројца запалија свеќи за помен на луѓето кои загинаа во бомбардирањето на Југославија пред 18 години. НАТО бомбардирањето започна на 24 март 1999 година, а траеше 78 денови. Председателката на српската заедница Гордана Јовиќ Стојковска, обраќајќи се пред присутните, истакна дека за ова злосторство се уште никој не одговарал, а како што се одвиваат работите, тоа нема да се случи уште долго време. Таа се надева дека вистината сепак ќе излезе на виделина, бидејќи изминативе години се појавија бројни војници и политичари на НАТО алијансата кои зборуваат за штетата која што е направена. Јовиќ Стојковска додаде дека последниве години дури 2 пати е поголем бројот на заболени од рак. На Косово е смртност од рака 5 пута веќа од 2013 година. Не постои могуćност da i Evropa nije ozračena, da posebno Makedonija nije ozračena, jer znamo da su na 20 km od Skoplja i ovde kod vas na 15 km padale takve bombe. Zločin je počinjen bez saglasnosti Ujedinjenih nacija, zločin je počinjen voljom ljudi koji dovoljno svesti, verovatno nisu imali uopšte morala i ljudi koji su u nekim svojim pohlepnim igrama rešili da žrtvuju jedan narod. За причините за бомбардирањето, почетокот и крајот кој заврши со подпишување на Кумановскиот договор, согласно резолуцијата 1244 на ООН и бројот на жртвите, зборуваше Јелена Максимовиќ. У нападима кои су без прекида трајали 78 дана, тешко се оштетена инфраструктура, привредни објекти, електроенергетска постројења, школе, здравствени установи, медиски куќе, зграда кинески амбасаде, споменици културе, цивилна стамбена населја, пијаце, цркве и манастири. Процене штете која ја имала Савезна Република Југославија креќу се од 30 до 100 милијарди долара. Коначен број жртава званично не е саопштен, а српски процени се креќу измеѓу 1200 и 2500 погинулих и око 5000 ранених, меѓу којима е било деце, болесник и стари особа. Според проценките, по бомбардирањето биле раселени 200.000 косовски срби. Просечната месечна исплатена нето плата по единица вработен во Македонија во јануари годинава изнесувала 22.750 денари, што е за 2,2% поголема во споредба со јануари минатата година. Според податоците на Државниот завод за статистика, ваквото зголемување се должи на порастот на просечната месечна исплатена нето плата во секторите информации и комуникации, јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување и рударство и вадење на камен. Намалување на просечната нето плата е забележано во секторите уметност, забава и рекреација, информации и комуникации и градежништво. Просечната бруто плата во јануари изнесувала 33.401 денари или за 2,4% поголема од истиот месец минатата година. Во јануари годинава 1% од вработените не примиле плата. Граѓаните синоќа повторно излегоа на улиците во градот да го изразат своето незадоволство од платформата на албанските партии. Тие уште еднаш упатија пораки за зачувување на унитарноста на државата.
На секаде низ државата се слуша гласот на народот за заедничка Македонија. Државата се најде во опасност бидејќи е загрозен националниот идентитет, а загрижува и ниската национална свест кај дел од македонците, рече Дивна Јанкова на синокишниот протестен марш во организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Во името на нашите предци и во името на нашите идни поколенија, наша должност е да не дозволиме тоа да се случи. За да се обезбеди опстанок и иднината на Македонија треба да се дефинираат црвените линии. Не сме да се прифати именување на името на Република Македонија. Не сме да се менува унитарниот карактер на државата. Не сме да се наруши статусот на македонскиот јазик. Дејан Георгиевски во својот говор пред присутните истакна дека оние кои гласале за СДСМ не гласале за платформи, ниту за менување на македонскиот идентитет. Најпослед тука сме и да им порачаме на нашите сограѓани албанци, дека во секое време ќе ги поддржиме во оспорувањето на своите човекови права, во подобрувањето на животот и човековите слободи. Но, нека им пренесат на своите лидери дека Македонија не е нешто со што тие треба да оценуваат за да дојдат на власт. Наша порака да си ја зачуваме Македонија и да ни биде како што е била до сега. Тој платформу да го сврлим ако може и тоа е. Значи мир да бидеме сви како тесак што сме биле. Јас сакам да кажам дека Куманово веќе 25 дена идеме талкаме по улиците само да одбраниме нашата држава. Ако можеме да одбраниме, али сигурен сум дека можеме, со овој народ нема деца, сите сме возрастни и сакаме да си ја зачуваме државата Република Македонија. Никако да не се менува знамето, името, грбот, химната, да си останат така како што се и да живееме заедно и слободно. 18-тиот протестен марш синоќа заврши во мирна атмосфера, а протестите продолжуваат и наредните денови. Од душата е насловот на првата стихозбирка на авторката Оливера Трајковска, која беше промовирана синоќа во Центарот за култура. Љубителите на пишаниот збор имаат можност да присуствуваат на еден вид музичко-драмски перформанс во кој беа застапени песни од самото дело. Стихозбирката е двојазична, односно на македонски и руски јазик. И вечерва имаме промоција на стихозбирката Од душата. Тоа е моја стихозбирка, но немаме класична промоција, излегуваме малку од оние стереотипи како што досега сме навикнати да се прави класична промоција. Тоест правиме еден вид драмски перформанс. Иземени се неколку песни од самата стихозбирка и на нив е направена драматизација, која што главната улога ја носи Бисера Димитриевска, а останатиот дел е замислен значи на дополнување со музички дел, односно музичко интермецо, кое што е соодветствува со содржината на самата стихозбирка и за тоа ќе се подгрижат Александар Богдановски и Драган Трајковски. Ова ми е прво творештво во смисол на стихозбирка која што е веќе објавена. Инаку стихозбирката е двојазична на македонски и на руски. Издавачката куќа е Меѓународна славјански центар за славјанска просвета. Тоа е при Славјанскиот универзитет во Свети Николе, бидејќи знаеме дека тоа е руски универзитет. Целата инвестиција, мислам, целата финансиска поддршка беше од нивна страна, зашто сум им премногу благодарна. Така да допрва ќе се промовира стихозбирката, се надеваме дека ќе имаме представување наскоро и во Москва или во некој од другите градови во Русија, бидејќи е преводот и на руски јазик. Така да се надеваме дека и понатаму ќе одиме по овој пат, бидејќи ова е прво објавено мое дело, веќе е готово, односно во подготовка уште едно мое дело, тоа е драмата која е насловена со насловот Оживеј го детето. Во стихозбирката имам опфатено повеќе теми, тоа се теми кои што буквално го тресат нашето секојдневие, од љубовта, од спознавањето на самиот човек, откривањето на душата, бидејќи сите ние имаме еден глобален проблем, кога излегуваме надвор ставаме маска и се плашиме да се соголиме пред луѓето, значи да ја отвориме нашата душа. Ја баш со мојата стихозбирка го направив тоа. Се она што ми беше во душата, го извадив надвор и го покажав пред другите. Сега знам дека, мислам, свесна сум дека тоа не идува на некоја критика и честопати луѓето сметаат дека премногу интимно
ги изнесува некој на тој начин работите, односно да кажеш нешто од својата интима, од својот личен живот, да го преточиш на хартија и да го ставиш всушност на дланка, другите да можат тоа да го земат, да го прочитаат во овој случај, бидејќи се работи нели за пишано дело. Луѓето знаат да кажат дека е премногу интимно, но јас не сметам така. Јас баш напротив сметам дека сите треба да бидеме природни, да се соблечеме пред другите душевно, односно да го покажеме она што е внатрешно во нас, наместо да ставаме маска и да прикажуваме некоја друга личност пред останатите. Ракометарките на Куманово утре со почеток во 14 часот го играат 16-тиот меч сезонава во рамките на Суперлигата на Македонија. По минато неделниот пораз од Вардар, Кумановки се спремни да ја реализираат својата 11-та победа поред и да се борат за што подобар пласман сезонава. Поминато неделниот пораз кој го претрпеа ракометарките на Куманово од составот на Вардар викендов со нови сили, ќе се борат на гостувањето против составот на ЖРК Гевгелија. По сите превирања и проблеми со кои беше соочен клубот, сепак се изнајдени сили ракометарките на Куманово да продолжат да се борат за што подобар пласман во Суперлигата на Македонија. Сакам да ја поздравам одлуката на ракометарките на ЖРК Куманово да продолжат да играат во оваа сезона. А што се однесува до надпреварот со ЖРК Гевгелија и покрај тоа што нема да настапува првиот голман Ивана Дичковиќ, очекувам победа изразена со повеќе голови разлика. Проблемите не се надминати, меѓутоа јас лично им ветив на ракометарките на последниот состанок кој што го имавме во понеделникот, дека следува период, поточно веќе од наредната сезона, дека повеќе во нашиот град, односно во нашата општина ќе се ценат локалните спортисти и спортистки и ќе добиваат повеќе на вредност, пошто моментално тие се, како да ви кажам, како да се девалвирани. Ракометарките и покрај одличните постигнувања кои ги имаат и високото трето место во табелата од домашната лига, како и овогодинешното учество во ЕХФ Челендж купот и вклучувањето на Александра Боризовска во репрезентацијата, сепак сметаат дека се дискриминирани од страна на општината, која за целата сезона им има излезено во пресред со нешто над 4000 евра финансиска помош. Сепак и покрај тоа ракометарките веруваат дека ќе се подигне свеста кај бизнис заедницата да го поддржат локалниот ракометен спорт. Кошаркарите на Куманово утре во рамките на третото коло од Кошаркарската Суперлига го пречекуваат составот на Карпош Соколи. Мечот ќе започне во 19 часот на паркетот во спортската сала во Куманово. Синобелите на Маријан Србиновски ќе се борат за втора победа, откако досега имаат реализирано триумф над Кожув и пораз од Работнички. И Карпош Соколи кои сезонова имаат значително посилен ростер од минатата, но и кумановци кои се поранливи од било кога ќе се борат за нова победа. Од почетокот на лигата, кошаркарите на Карпош Соколи имаат 2 победи и се второ рангирани во табелата, додека на четвртата позиција се наоѓаат кошаркарите на Куманово. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше северен ветер. Максималната температура изнесуваше 24 степени, а минималната 9. За утре метеоролозите навуваат сончево, а ќе дува северен ветер. Дневната температура ќе достигне до 22 степени, додека утринската ќе се намали до 6 степени Целзиусови. Ова беше се за денешното издание на Дневникот. Имајте убав остаток од денот и останете со програмата на ТВ+.